Почитувани граѓани и почитувани представници на медиумите. Катастрофалната политика на ВМРО-ДПМНЕ во образованието ги остави учениците од Велес без грејење на првиот училишен ден од второто полугодие. Учениците од Општинското основно училиште Васил Главинов во текот на вчерашниот ден биле принудени да следат наставата со јакни и шалови за да не смрзнат поради тоа што немало грејење. И во основното училиште Блаже Коневски учениците биле оставени без парно грејење да се смрзнуваат во училниците. Дополнително, од непознати причини не им било дозволено на наставниците да ги вклучат дополнителните грејни тела. Ова се случува во 21. век во Велес. Децата ни мрзнат во ладните училници. Хотична е состојбата и во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Таму, до вчерашно бомбастично, најавуваните реновирани соби се без парно грејење. И не само што учениците биле оставени без парно грејење во текот на вчерашниот ден, туку немало и никој од вработените да ги смести учениците од другите градови. Наместо веднаш да се реагира и да се обезбедат основни услови за да може децата нормално да следат наставата, стоплени наместо смрзнати, денеска исто така проверете дали има грејење во дел од училиштата. Ете, таква е грижата на ВМРО-ДПМНЕ и Никола Груевски за образованието и за младите. Локалната власт на ВМРО-ДПМНЕ во Велес и градоначалникот Чадиев треба да одговорат зошто не обезбедија грејење во дел од велешките училишта, зошто ги оставија децата да се смрзнуваат. Срамно и крајно неодговорно е да се остават децата, учениците во 21. век да смрзнуваат во ладни училници. Дали парите што се наменети за нафта за грејење се пренаменети за да се обезбедат плати за партиските вработувања во дел од училиштата? Зошто Министерството за образование не реагира? Родителите, граѓаните, учениците очекуваат одговори и решавање на овој сериозен проблем. Ви благодарам. Дали има прашања?